Почитувани граѓани, денеска расправаме по повод поднесената интерпелација за министерот за здравство. Интерпелацијата треба да биде вовед во политичка одговорност на Никола Тодоров заради катастрофалните политики во здравството. За жал, под водството на Никола Груевски, зборот политичка одговорност стана празна флоскула, а Тодоров е негов верен следбеник во се, вклучувајќи го и во избегнувањето на одговорност за политиките кои наместо подобро здравство создадоа состојба на висок ризик за пациентите, но и за лекарите. Во изминатиот период јавноста беше згрозена од непревземањето одговорност за трагичните настани кои резултираа со смрт на деца, родилки и други пациенти, болни судбини со лош крај предизвикан од системските грешки во здравствената политика. Тодоров велеше дека е разочаран, но не чувствувал одговорност. Јавноста пак беше не само разочарана, туку и гневна заради тоа што креаторот на системските грешки во здравството не чувствувал одговорност. Да ве подсетам што значи политичката одговорност. Тоа не значи дека министерот за здравство треба лично да оперира за да биде одговорен и покрај тоа што нашиот министер правник научил да оперира од видеоигри. Ке ви дадам неколку примери во светот на политичка одговорност, па сами заклучете дали Тодоров треба да сноси политичка одговорност или не. Познат ви е случајот на оставка на министерот за здравство во Црна Гора заради едно починато новороденче. Во Македонија умираат 3 пати повеќе новороденчиња од просекот на земјите на Балканот и Европската Унија. Ама за Тодоров тоа не е причина за оставка. Втор пример. Во Романија премиерот Понта поднесе оставка после пожар во дискотека во Букурешт, во која загинаа 32 лица. Во Македонија починаа Тамара, Ана Марија, родилка во Гевгалиската болница и уште многу други, но оставката на Тодоров изостана. Трет пример. Германскиот председател Кристијан Вулф поднесе оставка бидејќи добил кредит по поповолни услови од оние кои им се достапни на другите граѓани. Пред неколку години во Македонија беше обелоденета аферата Визарис, во која Тодоров требаше да исплати над 1 милион евра за една мечка да излезе од пештера, ама повторно одговорноста изостана. Четврт пример. Министерката за култура во Хрватска во март оваа година си поднесе оставка заради пропусти наведени во наодот на државната ревизија. Пред неколку години Тодоров се пресмета со микрофоните во ова собрание, бидејќи добил негативен финансиски извештај од Државниот завод за ревизија, но не поднесе оставка. Денеска моите колеги изнесоа бројни аргументи за политичка одговорност на министерот за здравство. На граѓаните не треба да им се објаснува зошто Тодоров треба да си оди. Секој кој имал потреба од здравствена услуга во изминатиот период под негово управување со здравството, видел дека здравствениот систем е во колапс. Македонските граѓани секојдневно го чувствуваат она што Европската банка за обнова и развој го утврдила, а тоа е дека Македонија се наоѓа на последното место по задоволство на граѓаните од здравствените услуги кои ги добиваат. Истражувањето на центарот Нумбео ја рангираше Македонија на последно место во Европа по здравствената заштита. Тодоров во својот одговор на интерпелацијата не одговори за системските слабости
кои резултираа со смрт на пациенти пред кои животот требаше да започне. Не одговори зошто пристапот до примарната здравствена заштита е намален на 84,6%. Не одговори зошто системот се распаѓа, зошто резултатот на неговите реформи е хаос. Во неговиот одговор слушнавме попис на занатско-градежно-столарски активности, како да сме комисија за попис или интендантска служба. Нас ни е јасно дека тендерите се главната преокупација на министерот за здравство. Затоа и е поставен таму. Затоа здравството стана буре со дупки, од кои се излеваат средства за разноразни ивони, па нема пари за лечење на оние на кои што им е потребно тоа. Затоа системот на здравството троши повеќе, дава помалку на осигурениците и создава долгови. Затоа долговите на болниците достигнаа приближно 55 милиони евра. Тодоров ќе биде запаметен како прв министер кој забранил штрајк, а потоа водачот на штрајкот со класична станилистичка методологија беше уапсен и се соочи со најбизарно обвинение – подкуп за нешто што не е во негова надлежност, а никој од тие што одлучувале не е обвинет. Но во Македонија се е можно. Полицијата мести, обвинителството извршува, џокерите во судството потврдуваат. Проблемот на Тодоров и на оваа гарнитура не е во тоа што не трпат критики, туку во тоа што ги ништат критичарите. Класичен сталинизам. И затоа не треба да ве чуди што досега нема оставка од министерот за здравство. Па тој е шефот на изборниот штаб на ВМРО-ДПМН од каде што доаѓале наредбите за изборен криминал, за кој што слушнавме во проектот Вистината за Македонија. Почитувани граѓани, политичката одговорност е политички идеал кој треба да резултира во чување на честа и интегритетот во политиката. За жал, валкањето на идеалите од страна на ВМРО-ДПМН ова општество ја изгуби својата животна сила. Бегањето од одговорност стана најмасовен спорт во редовите на ВМРО-ДПМН. Полубоговите од власта, а денеска слушнавме дека се нарекувале и светци, се оперирани од чувство за одговорност и од чувство за грижа за граѓаните. Тодоров треба да си оди заради промашените реформи, кои наместо да создадат подобро, порационално и поефикасно здравство, создаде хаос во кој пациентите не можат да добијат квалитетна здравствена заштита, а лекарите се помасовно ја напуштаат земјава. Ви благодарам.